се полни оружјето, се прават и последните договарања за распоредување на теренот на ловци чекачи и ловци терачи. По кратко договарање, секој од ловците доби своја задача и тргна кон своите одредишта. Уште од раните утрински часови, движејќи се кон теренот определен за денешниот лов, понекоја снегулка не придржуваше до крајната дестинација, реонот за лов во близина на населеното место Џелимирци. На моменти снегулките целосно исчезнуваа и ја враќаа надежта кај ловците дека временските услови сепак ќе бидат наклонети за организирање на успешен лов. Почитувани ловци, добро утро! Денес се наоѓаме во близина на населеното место Џелимирци, каде ќе ловиме дива свиња. Ова е терен за лов на дива свиња и крупен дивеч во надлежност на ловното друштво Рујен од Велес. Денес сме само 6 ловци, па затоа ќе се поделиме во две групи, односно двајца заедно со кучињата гоничи ќе го покренат дивечот, додека ние останатите четворица ќе се наместиме на позициите за чекање и ќе се обидеме да го стреламе дивечот доколку истиот дојде. Дивата свиња е доста атрактивна за лов, поради забите како трофеј. Временските услови се добри, малку дувка ветренце, но тоа не представува никаков проблем за да имаме успешен ловен ден. Што ќе направиме во текот на денот, останува да видиме. Па се слушаме повторно. Ловците терачи ги пуштија загарите и тргнаа да го покренат дивечот. Врвовите на редовите беа обелени од снег кој во текот на ноќта повремено паѓаше.
Може да ги слушнеме лежите на загарите кои го покренаа дивечот. Црните испаничени од лаезот на загарите, збунето итаа кон густата дабова шума, барејќи и за солниште. Денес низ шумата беа забележани само срните, кои успеавме да ги уловиме со објективот на нашата камера. Еве не повторно на теренот за лов на дива свиња. Качувајќи се нагоре на теренот, најдов на голем број траги и местариени по површината на земјата, што е доволен знак дека дивата свиња ја има на овој простор. Ловот на дива свиња некогаш може да биде и опасен, особено кога станува ранување на дивечот. Од кога дивечот нели ќе биде ранет, први на удар се кучињата гоничи кои први го следат дивечот. Бидејќи свињата кога е ранета, истата ќе се обиде да се сокрие во најгустите предели во шумата. Тоа се џбунови, густа вегетација, а таму е најопасно за кучињата гоничи, бидејќи не можат да воочат дека опасноста да е близу нив.
како за кучињата, така и за нас ловците. Затоа треба да бидеме многу предпазливи. Поради такви случаи, секогаш ние ловците, нели, бар еден во групата, ако не и секој од ловец, треба да носи прва помош за превенција, нели, од исекотини од дива свиња, како за ловците, така, нели, за кучињата гоничи. Временските услови играат голема улога за нас ловците и некогаш може да се задеси, нели, да се случи невреме додека се наоѓаме, нели, на теренот за лов, а далеку сме, нели, од населените места. И верувам дека секој еден ловец е бар еднаш во неговата ловечка кариера е затекнат со такви временски неприлики. Доколку забележиме дека временските услови се влошуваат, доаѓа невреме, нели, грмотевици, треба веднаш да го напуштиме теренот за лов и да се засолниме во некоја ловечка куќарка или во нашите возила. Доколку тоа не е можно, треба да најдеме природни засолништа. А тоа најдобро може да го направиме во некои природни канали, пукнателни долови, што подалеку да бидеме од чистите предели, бидејќи опасноста од грмотевици или струен удар е многу поголема на отворен простор. Исто така не смееме да се криеме, нели, да се засолнуваме под дрвјата, односно да бидеме близу стеблото, бидејќи повторно опасноста од струен удар е тука во близина на стеблото. Или треба да бидеме најмалку оддалечени барем 5 метра од стеблото, за да не би го имале тој ефект од струен удар. Засолниште под дрвјата не треба да бараме, бидејќи исто така тие ги привлекуваат ударите од громдели и затоа треба да бидеме што подлабоко во шумата, бидејќи по некои научни испитувања оние дрвја што се на крајот на шумата се поопасни и поизложени на удари од гром, отколку дрвјата кои се во средината на шумата. Оружјето кое е со нас, кое што го носиме, нели, е исто така опасно кога има такви виолици или грмотевици, бидејќи тие во голема мера го привлекуваат електричното празнење, со што може да настанат, нели, несакани последици за нас ловците. Тоа може да кажем во врска со временските неприлики, па нешто повеќе за некои други видови на опасности ќе говориме во некој од наредните емисии. Дива свиња не успеавме да покренеме или таа доста мирно и вешто прошла низ обрачот на чекачите. Од дивата свиња останаа само трагите и места риени при површината на почвата. Можеби некој друг ден имаме повеќе среќа за отстрел на дива свиња. А до тогаш останете со добро здравје и ве поздравуваме со ловечкиот поздрав со добар поглед.
срна. Срната е дивеч кој спаѓа во редот на папкари. Основна карактеристика на сите животни кои го сочинуваат овој ред е специфичниот строеж на нивните прсти, кои се обложени со тврда, рожеста обвивка. Овие животни може да имаат парен или непарен број на прсти. Редот на папкарите се дели на два подреда, и тоа преживари и непреживари. Срнскиот дивеч е најраспространет во Средна Европа. Во Република Македонија, срнскиот дивеч е распространет речиси насекаде, во најразлични популации. Го има на речиси сите поголеми шумски комплекси. Телото на срнскиот дивеч на дворешната страна е симетрично развиено и витко. Нозете му се тенки и долги. Во должина може да израсне и до 140 см, а во висина до 75 см. Во тежина може да достигне од 25 до 40 кг. Бојата на летните влакна му е рѓесто црвеникава, додека в зима нивната боја е костелниво пепеласта, приспособена на бојата на сувиот шумски лист. Задниот дел од телото е обраснат со бели влакна, наречени огледало. Младото срнче има темно кафеава боја исшарана со бели дамки. Овие шарки на младото му остануваат се до есента. Срните во текот на годината два пати се митарат, т.е. ги менуваат влакната на телото, во пролет и во почетокот на есента. На роговите на срнаците се разликуваат два дела – рожиште и стебло на рогот. Рожиштето е дел од рогот и представува права коска, а се разликува од другите долги коски само по специфичниот начин на својата градба. Додека рогот расте, тој е составен дел на телото. Дури по престанување на растењето, тој станува мртва коска, а неа телото ја отфрла секоја година во есенскиот период. Типична форма на здрав и нормално развиен рог на пораснат срнак е рог со 3 парожоци. Роговите на младите мажјаци почнуваат да растат уште од првата година од животот. Овие рогови срнакот набрзо ги отфрла, а веќе од јуни наредната година добива нови рогови. Овие рогови обично се без порожоци, поради што ваквите срнаци се нарекуваат шилаши. Кај напредни и добро негувани срнаци, овие втори рогови може да имаат по еден или повеќе порожоци, но ваквата појава е сосема ретка. По паѓањето на овие рогови, третите рогови добиваат по еден порожок, поради што таквите срнаци ги нарекуваме вилаши, а кога ќе им израсне третиот порожок, ги нарекуваме шестерци. По правило, уште во четвртата година од животот, роговите на срнакот добиваат утврден тек на развиток, односно му паѓаат во ноември, а веднаш потоа почнуваат да му растат нови веќе во мај идната година, сосема се развиени и изчистени од кожата и влакната. За време на растењето, ткивото на рогот е заштитено со посебна кожна обивка наречена лико или браст, богата со нерви и крвни садови. Растењето и развивањето на роговите на срнаците не се одвива секогаш правилно. Може да се појават разни деформации и разни промени. Причините за ваквите појави се многобројни, а како најзначајни се сметаат промени во наследните својства,
повреди на челната коска, повреди на младиот рог, премрзнување, повреди на телото и слично. Срнечкиот дивеч се пари во текот на месец јули. Еден срндак може да оплоди повеќе женки. Се додека не ја оплоди, срнакот останува кај женката. Дури откако ќе ја оплоди, приоѓа кон друга женка. Срната е бремена 40 недели или околу 280 дена. Оплодената јајцеклетка во јули или август започнува интензивно да се развива дури во декември. Оваа појава се нарекува ембриотенија. Понекогаш во месец ноември може да се забележи дополнување, односно парење кај срнскиот дивеч, при што оплодените јајцеклетки не мируваат. Веднаш започнува да се развива. Најчесто во месец мај срните раѓаат по 1 до 2 срнчиња, а сосема ретко и по 3 срнчиња. Срната е мощна и внимателна мајка. Во прво време, додека се срнчињата слаби и неподвижни, срната ги напушта единствено кога мора да се храни. Но таа секогаш е близу нив и може да внимава на се што се случува во околината. Во случај на опасност им приоѓа на помош. Исхраната на срна вклучува билки, пупки, младе лисија, плодови од грмушки и дрвја. Во зима јаде сено, гранки од јасика, врба, планинска пепел, мов и лишеи добиени од подснегот. Печурките се јадат во мали количини. Тие сакаат да пасат на ливади со билки или во полиње со детелина. Во пролет и лето се конзумираат житни култури и композитни култури. Понекогаш тие се приближуваат до затворените водни тела во потрага по водни сочни растенија. Пелин се користи за да се ослободат од паразити. Тие сакаат да посетуваат природни и вештачки лижења на сол, кои ловците ги користат при пренаоѓање на пленот. За време на пасење, животните се однесуваат немирно и предпазливо. Често гледаат наоколу, шмркаат и слушаат секоја шушкава. Најголем непријател на срнскиот дивеч се волците, дивата мечка, куната златка и други штетници. Лисиците може да убијат само мали срнчиња. За време на високи снежни намети, покрај волците и лисиците, големи нивни непријатели се и кучињата скитници.